Добро вечер. Расте бројот на заболени со западно-нилска треска. Потврдени се нови 3 случаи, а состојбата на 76-годишниот скопјанец и понатаму е критична. Тој и понатаму се бори за живот на инфективната клиника во Скопје. Здравствените власти смируваат, потенцирајќи дека кај 80% од случаите не се појавуваат никакви симптоми и поминуваат без поголеми здравствени компликации. Сања Трајковска, Ставров. Нови 3 случаи на вирусот западен Нил кои го шират комарците во Скопје, со што бројот на потврдени граѓани кои се над 60 годишна возраст и вирусот кај нив предизвикал воспаление на мозок за неколку дена се искачи на 8. 76 годишниот скопјанец се уште се бори за живот и е во критична состојба на респираторна инфективна, каде освен досегашните 5, сега вирусот е потврден уште кај 20, кои исто така имаат невроинвазивна форма на инфекцијата, потврдуваат од болницата. Еден пациент е на неврологија и за него се чека двојна потврда преку испитувања, информираат здравствените власти кои смируваат, потенцирајќи дека 80% од случаите или луѓе каснати од заразен комарец вообичаено и не знаат дека имаат вирус, бидејќи немаат никаква тегова. 80% од случаите поминуваат асимптоматски и баш заради тие причини минатата година ние воведовме задолжително сезонско тестирање на даруваната крв. Оно што можам да го потврдам во состојба на комуникацијата со Комисијата за заразни болести, која заседава по ова прашање, е дека надвор од случаите што се поврзани со Грција, има случаи што се дефинитивно не патувале надвор од земјата и со место на живење се во подачето на Скопско поле. Според досегашните официјални податоци, западно-нилска треска која предизвикала воспаление на мозокот во изминатиот период е детектирана кај повозрасни граѓани. Еден од виле се останатите од Драчево, Илинден, Петровец, а од Центарот за јавно здравје Скопје за Канал 5 велат дека има и случај од кисела вода. Таму требале да прскаат против комарци во живеалиштето, но не добиле дозвола и не го извршиле, бидејќи дезинсекција на копно во приватен имот вршат на добра волја. Досега имаме извршено дезинсекција во Драчево и Илинден. Случајот што не дозволи во неговиот имот да се прска против комарци од кисела вода. Се прска во радиус од 200 метри, а за да влеземе на приватен имот мора да има согласност. За новите потврдени случаи се прават анкети со пациентите и блиските за да се утврди дали се автохтони, односно дали вирусот го добиле дома. Допрва ќе се прска и во нивните живеалишта. Оваа зараза не се пренесува од човек на човек, па апелите се во дворовите, во гуми, улуци каде обично се собира дождовница, да се чисти и да не се остава пријатен простор за размножување на комарците, дополнително да се користат средства за заштита, како што се спреови против комарци. А епидемијата во Гостивар полека стивнува, но водата и понатаму може да се користи само за техничка употреба, поради тоа што се појавила нова бактерија во инсталациската водоводна мрежа. Министерот Клековски вели дека бројот на новозаболени се намалува и очекува гостиварци да добијат питка вода до петок. Сепак, вели, крај на епидемијата ќе може да се прогласи дури откако ќе нема ниту еден новозаболен. Таа бројка веќе доаѓа во рамките на фреквенцијата на инциденцата што имавме пред епидемијата, значи меѓу 50 и 100 случаи дневно беа и во деновите пред 25 јуни, така да сметаме дека настанува смирување на епидемијата. Формален крај на епидемија мора да има само кога во состојба на епидемиолошките анкети ќе се утврди дека веќе нема случаи поврзани со градскиот водовод во Гостивар. Значи, ова бројка на нови болни може да бидат од сосема други причини. Ваквото намалување сметам дека е резултат на подобрување на квалитетот на водата во градскиот водовод.
Предлог законот за Скопје Европска престолнина на културата 2028 предизвика тензии во собранието, пошто беше повлечен од дневниот ред. Според опозицијата, законот отвора простор за злоупотреби и можност за трошење средства без јавни набавки. Од власта велат дека ќе следуваат консултации и доработка на законското решение. Можни корупцијски ризици детектираат и од антикорупцијска, од каде бараат да бидат предвидени јасни механизми за контрола и транспарентност. По реакции од опозицијата на воредна координација која што се одржа во текот на самата седница и врз основа на заеднички разговори донесена одлука поради дополнителни разгледувања и поради барање на опозицијата како и на надминување на одредени работи кои што им се нејасни во самото законско решение, истата да биде повлечена денеска од дневен ред. Подготвен е закон со кој 21 милион евра јавни пари ќе можат да се потрошат без примена на законот за јавни набавки и без тендер. Преку основање на фондација што наводно треба да го формира проектот Скопје Европска престолнина на културата 2028 година, сакаат се ова да го направат. Со овој закон се создава опасен преседан, чија цел е пумпање на парите на граѓаните и богатење на поединци. Десетици милиони евра помалку во буџетот поради намалените акцизи и ДДВ мерките за горивата. Владата вели дека целта била да се спречи ценовен шок и да има стабилно снабдување. Премиерот Мицкоски очекува од понеделник намалување на цените на бензините и дизелот и уверува дека Македонија и понатаму има најниски цени на горивата во регионот. Десетици милиони евра штета претрпел буџетот преку намалените акцизи и ДДВ, мерки кои владата ги воведе по стартот на војната на Блискиот Исток, но целта била да се одржи ценовната стабилност и да се обезбеди непречено снабдување со деривати, рече денеска премиерот Христијан Мицкоски, потенцирајќи дека владата будно ја следи состојбата. Цената на нафтата на светските берзи во меѓувреме и натаму се менува од ден во ден, но Мицкоски вели, иако е рано да се каже, очекува в понеделник цените на дериватите во земјава да се намалат. По последното разгорување на конфликтот и растот на цените на светските берзи, владата ја намали акцизата кај дизелот и бензините за 2, односно за 1 динар по литар, а во последниве 2 недели дизелот поскапе за 9,5 динари, а бензините за 6 динари по литар. Јас очекувам дека веќе во понеделник да имаме надолно нивелирање на цените, на бензините и на дизелот, но на што е важно е што ние како држава сепак остануваме држава со најефтина цена на дизелот и на безоловниот. Станува збор за десетици милиони евра, не само за акцизите, туку и за данокот на додадена вредност. Но целта наша беше да ја одржиме ценовната стабилност, да обезбедиме континуирано снабдување. Знаете, некои држави забранија извоз, ние не забранивме извоз, напротив, односно останавме со политика да практично граѓаните од другите земји ги користат нашите бензински станици, пумпи. Освен кај горивата се следат и цените на храната, но во моментов според надлежните нема основ за мерки. Премиерот вели лично правил анализи на цените на храната и тоа за месец јуни 2022 и јуни 2026 година, кои покажале дека инфлацијата, особено во делот на прехранбените производи, била значително пониска оваа година. Ако тогаш сме имале 14,7% инфлација, сега е 3,4%. Ако тогаш прехранбените производи биле над 15% и тоа бе главниот драйвер, сега тие се 2,5%. Јас очекувам дополнително стабилизирање во јули. Инаку и според Заводот за статистика во јуни инфлацијата бележи намалување и изнесуваше 3,4%. Минимално намалување на месечните трошоци пресмета и Сојузот на синдикати, чија кошничка месецов, иако е над 68.000 динари, бележи намалување во делот кај храната и транспортот од вкупно 156 динари, споредбено со минатиот месец.
Од СДСМ пак обвинува дека Македонија според извештајот на Евростат била земја со најнизок стандард и најслаба куповна моќ во Европа. Просечната потрошувачка кошница кај нас чини 50 евра, индекс 49,7, додека во Европската унија чини 100 евра. Зад нас нема никој. Пред нас се Турција, Босна и Херцеговина, Романија, Бугарија, Црна Гора и Србија. Додека Мицкоски од пресконференција до пресконференција зборува за поголем раст од Европската унија, за прво место во туризмот и за економско чудо, Евростат вели едно: ние сме на дното. Ниските цени не се успех, тие се одраз на сиромаштија и слаба куповна моќ. Евростат не држи пресконференции, Евростат објавува реалност, а реалноста е дека граѓаните живеат полошо од сите во Европа, се наведува во соопштението на СДСМ. Ова беше последна информација во вечерните вести. Останете